И добро вечер, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште еден четврток, 27 април, 20 часот, ден и време резервирано за уште една скопска урбано приказна, заедно со мене Стефан Кирков од Урбаниот етер 107,4 од урбаното студио на фреквенциите на Радио Лидер. Поздрав до сите оние кои не слушате во моментов на фреквенцијата 107,4 и сите оние кои не гледате преку лайвстримот на Facebook на официјалната страна на Радио Лидер. Уште една приказка, уште една емисија посветена на нашето драго Скопје, нашата метропола, стално велам, град во кој не врзуваат и не се имаат случно најубавите работи од нашиот живот, метропола која сите сакаме да ја гледаме во едно подобро издание. Со моите гости кои низ емисија, можеби 14-та емисија денеска, имав од покането гости стари скопјани, урбани луѓе, родом Скопје, луѓе од сите сегменти, буквално од луѓе од културата, од шоу бизнисот, артисти, пејачи, уметници, основачи на модни случувања во Македонија, на култни места, основачи на ноќниот живот, основоположници на многу дискотеки од старо Скопје, на поубаво Скопје кое сме слушале од нашите родители дека Скопје тогаш навистина било една поубава приказка за живење. Со нив констатиравме и дебатиравме дека темна е приказкава во моментов во нашето Скопје. Место како секоја метропола да одиме напред и да се гордееме со нашиот град, со разни случувања, ивенти, некако Скопје во последниот период, во последниве, да кажам, 7-8 години кој животот во Скопје да едноставно замре. Стана темен град, град во каде што навистина е стресно да се живее. Владе еден општи хаос во сообраќајот, преку ден сте сведоци низ скопските улици. Во моментов гледаме и нервозни скопјани луѓе кои навистина заборавија да се смеат. Едноставно младите и заборавија да комуницираат помеѓу себе, а за најмладите па и заборавија да искачат и да се дружат во ноќните клубови кои се помалку ги има. За жал, мора да констатираме дека темна е приказната и тоа го говорам со сите гости. Спремајќи се за денешнава емисија, исто како подготовка која ја правев што и како да разговараме денеска околу нашиот град и барав некој ивент кој што ќе може да го најавам, за да да не биде така темна приказка, да најавиме нешто што би се случило. Меѓутоа, верувате, од последниот четврток, од прошлиот четврток до денеска, не најдов ниту еден ивент каде што ќе можам вас, драги почитувани скопјани сограѓани, да можам да ве поканам да присуствуваме и да излеземе некаде. А знаеме дека скопјани сака да се дотераат, сакаат едноставно да уживаат во урбан живот. Некога Скопје имало урбан живот, имало и места за искачање, но сега, кој што кажав, замре. И ако мислевме дека нема ништо полошо од Петар Шелегов, кој беше претходен градоначалник на град Скопје и за кој навивавме да се промени и го променивме со огромен број гласови, и после 2 години од доаѓањето на новата градоначалничка на функција градоначалник на град Скопје, ние не гледаме дека нешто во Скопје навистина се променува на подобро. Напротив, гледаме темни и раскопани булевари, општи хаос за сообраќајот, скопјани не се безбедни во своето место на живење, буквално владе еден општи хаос со безбедноста во нашиот град, владе мито и корупција, низ улиците владеат кражби, улични кучиња кои ги напаѓаат скопјани не се чувствуваат безбедно во своите населби, во своите средини и навистина не знам до каде ќе оди оваа ситуација. Дали треба градоначалничката Арсовска, се извинувам, да стави 2 прста на чело и да размисли дека и покрај, дека функциите се менливи, но треба да оставите нешто позади себе по кој ќе бидете запоменати во вашиот мандат. Од она што можам да го читам на социјалните мрежи, на Твитер, на Facebook, низ оние форуми, велат дека Арсовска ќе заврши, незиниот мандат ќе заврши неславно, ќе биде запаметена како градоначалник кој не оставил ништо зад себе освен проблеми и неизно валјда секојдневие да во некој соеднаш барем во денот со некого се скара. Тоа го гледаме и тажна е приказката и тоа не боли. Сите кои си го сакаме нашиот град, гледаме дека навистина нашиот град не оди во правилна насока. За жал имаме се помалку туристи, па и како да имаме туристи кога не се чувствуваат безбедно да дојдат и да го посетат нашиот град Скопје. И оние плоштади и споменици кои беа навистина направени, имавме со што да покажеме кога ќе не дојдеше некој пријател од надвор, сега навистина се во едно
како да кажем, како да се изразам благо, да не ме сватите лошо, се во една ситуација каде што не се одржавани, виште, оние фонтани се полни со ѓубриво, не се изчистени, буквално се изгуби сјаот на Скопје. Нема драж, не се случува апсолутно ништо на подобро со кој би можеле да отидеме со некој наш пријател од надвор и му кажеме да, ова е Скопје, ова е некој споменик и слично. Темна е приказката во нашов град, тоа и го опишуваат и многу познати наши новинари кои се занимаваат со наша метропола. Јас секоја емисија двојам неколку Facebook статуси на новинарката Јорданка Ивановска Јоци, затоа што според мене и според многумина едно од новинарите кои реално ја пресликува сликата во нашиот град, па еве во неколку статуси кои мора ги споделам со вас, вели: добро бе, весли ова запишување, замените биле 2 континјера. Кој мислиш, измислиле континјери кои зборува на 10 странски јазици. Пред тоа беше главен пиар настан на пиар службите на Даниела Арсовска. Потоа нешто кој исто ми остави впечаток, вели исто од Јорданка Ивановска Јоци, вели: додека госпожа Даниела со 2000 евра плата 2 години се бави со карање и крпење улици и тоа се го нарекува модерно Скопје, ниеден од овие 5 ветени булевари плюс кружни текови во нејзината програма не е ниту започнат, а камоли готов. Така да, вели, ако женава се прочитава самата собствена програма, ќе види дека поминаа 2 години единствено во шљакање асфалт и сликање со по некоја шахта. И навистина, верувајте, така и сведоци сте колку и како нашиот град е раскопан и каков општи хаос владее во собраќајот. Нешто кое исто така ми е интересно, сакам да го споделам со вас, па Јоци ќе вели едно утро. Добро утро, Даниела Арсовска. Били љубезни на Скопјани, објасни им какво е оваа шупа што забрзано се реновира во градскиот парк, на патеката која води во Луна паркот веднаш до зидот на Зоолошка градина. Нова дискотека, кафич, маркет, кафеја на циркус, филмско студио или што ќе биде. Со чива дозвола се реновира шупава која е градски имот и за што ќе служи. До денес ние, верувајте, немаме никаков одговор од градоначалничката, а немаат ни одговори новинарите кои и го имаат јавно поставено ова прашање на Даниела Арсовска. Така да има уште неколку статуси кои мене уште ми само да го најдам, ми остави впечаток, а сакам да го споделам. Вели така: цело Скопје стои веќе 2 години во место, нема ни еден капитален проект, владе општи хаос со јавен превоз кој сама си го создаде, а она, брате, се расшетува по тенис турнири. И да, сведоци бевме дека навистина она во моментов нашата градоначалничка кметица на град Скопје, во моментов е на некој си таму скап турнир за тенис и се слика со неколку началници на Скопјани и од сликање навистина не се задоволни, бараат проекти. Гласавме за програма за модерно Скопје, навистина нема кој да го прашате низ град кој нема да ви каже дека не е разочаран од сето она што се случува во моментов во Скопје. И за последно, вели, ако го споѓајте Даниела, се врати од шетање по тениските турнири, а дали е вратен не знаеме, да се ги прати предпријатиите на градски гробишта Бутел за косење трева, асфалтирање и собирање ѓубре. Затоа што скопјани се жалат на обраснато зеленило, крш улици натрипано ѓубре на скопските гробишта Бутел. Даниела од годинава донесе нова одлука за хигиената да се грижи град Скопје и од буџет ке троши, верувате, неверојатни 700.000 евра. Да не помисли некој дека ќе се пумпаат фактури на релација град предпријатија за 700.000 евра, а нема да ви сликаме овакви слики и да ви ги објавуваме на Фејсбук. Ако го погледнете профилот на Јорданка Ивановска Јоци од градските гробишта Бутел, точно ќе видите зашто конкретно и во каква ситуација се гробиштата Бутел, а се потрошени и се даваат 700.000 евра наши и ваши пари, почитувани скопјани. Така да ваме веќе како вовед во денешнава емисија и да не ја испотилизираме толку, мислам дека доволно кажавме што и како се случува, а стално гледам да го земам и искуството од моите гости кои стално се ги канам и гледам да се скопјани кои буквално ја знаат секоја скопска населба, секој кјоше во нашиот град и луѓе кои потекнуваат од нашава метропола. За денеска ви избрав исто еден интересен гостин, а сето тоа ме поттикна да го поканам затоа што прошлата недела на улица Македонија партијата ВМРО-ДПМН отвори градска организација. Но што конкретно ќе се занимава таа градска организација и градски штаб на улица Македонија, зашто ќе биде наменен, од студиото добро вечер велам за господин Бојан Христовски, председател на градскиот комитет во Скопје. Здраво, Бојан. Добро вечер, Стефан. Добро вечер и поздрав до гледачите и слушателите на Лидер радио. Добра емисија, добар концепт, благодарам за поканата.
во старт ќе ми извиниш, но мора да те поправам, се работи за градски комитет на ВМРО ДПМН, бидејќи во СДСМ името на нивната организација е градска организација и не би сакале да се мешаме со нив воопшто, бидејќи станува збор за сосема различни концепти кои што се докажани. Имено и анкетите народни го говорат фактот за довербата која што ВМРО ДПМН се повеќе ја добива, а тоа е можеби и дупло поголема поддршка помеѓу народот во однос на партијата СДСМ. Имено се работи можеби и за поголема поддршка која што граѓаните ја даваат или би ја дале на следните парламентарни избори за ВМРО ДПМН во споредба со дури со можна коалиција помеѓу СДСМ, ДУИ и Алијанса заедно. Так. Што говори за тоа дека станува збор за сосема две различни структури и концепти политички. Так. Имено кога ја споменавме канцеларијата на градскиот комитет на ВМРО ДПМН Скопје, сакам да споменам дека тоа освен што ќе биде работна канцеларија на градскиот комитет, воедно канцеларијата ќе биде искористена и за граѓански средби или средби на можност за отворени средби на граѓаните со функционерите избрани на ВМРО ДПМН и коалицијата. Именно станува збор за средби кои што ќе ги остваруваат нашите функционери, советници од градот Скопје до општините во Скопје, пратеници од Собранието на Република Македонија и 5 градоначалници на ВМРО ДПМН во Скопје. Тука би можел да истакнеме на разлика која што е воочлива на нашите градоначалници и нашите функционери во споредба со градоначалничката на градот, која што може да забележиме и јавно и од социјалните мрежи и од медиумите, дека градоначалничката не можеме да ја видиме ниту еднаш помеѓу народот. Ниту на кафе, ниту на граѓански средби, ниту отворени денови, ниту иницијативи. Гледаме само на слики на социјалните мрежи. Да, ги гледаме само на слики со странци, со здруженија и слично, но меѓу народот ја нема. За разлика од сите и партиски, и државни, и локални функционери на ВМРО ДПМН и коалицијата, кои што можеме постојано да ги видиме секојдневно помеѓу народот. Токму тоа и проектот иницијативи за Скопје, кој што го организира градскиот комитет на ВМРО ДПМН, отворени денови за граѓани, каде што секој граѓанин буквално во јавните повици се повикува однапред спремно и планирано да може да стигне до кој било наш функционер и со своји иницијативи и идеи да ја креираме за сите заеднички иднината на Скопје. Супер. Да, вака, значи јас кога ми ја слушна најавата, извини прво што сме на тема, меѓутоа ние се познаваме, можеме баш на овој подкаст да се биде на баш онака слободно да не искочи дека само една страна да се слушуваме денес. Јас во текот на и вчерашниот и денашниот ден се обратив и до политичката партија Социјалдемократски сојуз и побарав да пратат представник од нивната градска организација, меѓутоа кој што можете сите оние кои го гледат овој лайв стрим на Facebook, дека столчето е празно, кога чуја дека Бојан Христоски ќе биде мој гостин, не пратија свој представник и не добив одговор за учество, па можеби тоа нешто само кажува по себе. Така да, Бојан, ми ја слушна и самата најава на самата емисија, овој проект е за Скопје, затоа што ние сме родени во Скопје, целата приказка во Скопје не боли. Па некако, освен тоа што те знаеме од политиката, своедно беше нели директор на јавното предпријатие краток период, сакам од се младава генерација која не следи, знам дека имаме и млада и публика од сите возрасти, малку да те запозна и поопштено, затоа што сметам дека политичарите во Македонија не се најголеми звезди, ги гледаме само на телевизија, а не ги знаеме доволно приватно, чисто с какви се. Па чисто овој подкаст и оваа емисија сакам чисто да се запознаеме. Од која населба е Бојан и каде расте? Потекнувам од аеродром, растен сум во аеродром во Трибисери, таму живеев до пред 10 години. Во моментов живеам во општина Центар, во населба Водно. Таму живеам со семејството. Магистар сум по безбедносни науки. Имам 15 години активно работно искуство во Министерството за внатрешни работи, од каде што излегов и започнав со менаџирањето на јавното предпријатие Градски паркинг. Во моментов сум невработен, односно работното место во Министерството ми е се уште во мирување, поради тоа што раководството на МВР си ја цени
или се толкува законите како што нив им одговараат. Али небитно се занимавам со паралелно како хоби со боречки вештини. Имам и мој клуб. Со тоа работам паралелно на се останато што правам во животот. Нешто како издувен вентил. Повеќе од 20 години, да, нешто како издувен вентил. Активен сум низ градов, постојано сум меѓу луѓе, не само меѓу луѓе од ВМРО ДПМН, комуницирам и со сите граѓани со различни партиски интереси и ориентации, со македонци, со албанци, со турци, со роми, со мажи, со жени, за мене прво е приоритет со какви луѓе комуницираме, карактерот на луѓето со кои што се дружиме и со кои што соработуваме, честноста, идеологијата, а понатаму тоа што нив ги идентификува во одредена сфера. Јасно, тука сме некаде генерацијски, јас сум 84-та година, јас сум стар Чирчанец, сега живеам во Жданец, меѓутоа сум по потекло од Шер, тука сме некаде генерацијски. Таму на моите гости ги прашувам со прашањето како беше Скопје никогаш, како е сега. Како го помина детството? На што те асоцираат старите спомени, да кажем, од аеродром? Нешто што ти останало врежено во твојата меморија. Кога сме веќе кај старо Скопје, кај потеклото, да не можам да не истакнам, татко ми ќе ми се надути. Јас сум стар Скопјанец по татко, татко ми и дедо ми се родени во Мажемало. Они таму растале. Тоа е најстарата скопјана. Да, поред реката Вардар, кога била чиста и кога се бањале таму. И во аеродром сум некаде од 87-8 година, мислам. Првите години од мојот живот, 83-та сум иначе генерација јас. Ги поминав во кај што неа многу големи сеќавања, во Карпош и во Влај. Инаку во аеродром, како и сите од моите генерации, неизбежно сме поминале многу разноразни игри, тогаш немаше ни телефони, немаше ни компјутери. Не гледавме во телефони, туку бевме излезени така долги часови во текот на денот, бевме излезени надвор. Нашите родители не ни звоне на телефони, туку не довикуваа од тераса. Игравме џамли, игравме баскет, игравме фудбал, игравме бейсбол. Не знам која минус 10 народна жмурка се играло тогаш, имаше да, каубојци, индијанци. Ама имаше тогаш, живеам не со сите гости да го зборам, имаше другарување, имаше жар помеѓу Скопјани, и помеѓу младите, и помеѓу старите. Јас се паметам со своите баба и дедо кога сме се прошетале во градскиот парк, имаше буквално од најстар до најмлад, имаше пензионери, ги памтам они урбани Скопјани дотерани. Имаше Дуна парк. Така, имавме Луна парк, дојдени до тоа, дотерани на клупа, се игра шак, старите другарува, младите другарува. Сега некако, кога се измести све? Дали мислиш дека времето си го направи своето или политиката ке нас во град? Па би рекол двете помалце. Така. Времето си го прави своето, нормално. Технологијата оди напред, социјалниот живот, ако може да се каже, социјалните мрежи прават десоциализација во социјалниот живот, односно колку повеќе имаме и користиме социјални мрежи, толку поволку ние сме несоциализирани, помалку другаруваме. Има интересни примери кај што на иста маса седат луѓе. Сите со телефон во рак. Коментар, другиот му става лайк, третиот му пишува коментар, четвртиот му вреќа на коментарот. Тоа наше време го немаше. Тоа наше ние имавме едно искрено пријателство. Мислам дека таа комуникација, тие пријателства кои тогаш се створија, можеби сме предпоследна генерација, нели не беше социјални медии или тогаш почнаа, дека тие пријателства траат многу подолго и се онака често искрени. Значи не се како денеска. Имам впечаток дека младинава денеска не контактираат помеѓу себе. Едноставно нема дружба, нема комуникација доволно помеѓу нив. Ја би рекол се во свое време. Така и постарите генерации од нас кажуваа дека нивното време било подобро од нашето. Ние тврдиме дека нашето време е подобро од ова сега. Овие генерации ќе тврдат дека нивното време е поинтересно и по-друго од следните. Така се во свое време, секој со својата генерација, секој со своите интересни работи и проблеми. Али да, имавме да можам да кажам динамично детство, кај што
слободно можам да кажам дека беше безбедно. Јас уште на 6-7 години ми беше дозволено од моите родители, бидејќи беше безбедно, да поминувам 2 булевари за да стигнам до училиште. Кога бев прво одделение, значи на 6-7 години, поминував 2 булевари заедно со другарчињата во тоа време и без никаков проблем одев во училиште и се враќав дома. А сега како што гледам, дури и средношколци не им е дозволено да од родителите да одат, што е сосема оправдано според мене, бидејќи гледаме дека Скопје изминативе неколку години, посебно со акцент сега, е претворено во див запад, дека не можеме ни во центар, ни во чаршија, ни каде било да се прошетаме без притоа да бидеме во потенцијална опасност да не удри автомобил, да налетаме на некој случајно залетан метак од пресметка на некоја криминална банда. Не дека немало и порано, но сега тоа е многу зголемено. Порано убиство се случуваше еднаш во 5 години. Знаете зашто е тоа така? Секогаш има криминал, но доколку убиствата не се расчистуваат, доколку криминалот нема своја полициска судска завршница, тоа ги потикнува и другите да продолжат по истите стапки. Затоа има убиство на секој чекор, затоа има дрога на секој чекор, затоа има дрога во дискотеките, затоа има дрога во кафаните. Дека ги спомена дискотеките, малце ќе те вратам во твоите средношколски денови. Ние имавме повеќе извори за искачање. Тога Скопје живееше. Имавме буквално дискотеки за сите вкусови на музика, ќе кажеме, од уметноста. Од одделение по понатаму. Така, скачавме во постоеше джуниор, па нели ќе ни збркаат по старите, ќе дојде сениор. Градскиот парк беше летно време преполн со можем да кажем со луѓе, со деца, со сите возрасти. За рап музика знаевме во кој клуб, имавме клубови, имавме дискотеки. Сакаш да слушаш рок музика, имавме бендови по различни кафичи, по различни клубови. Сега некако во последниве 10 години можем да кажем дека сме лимитирани и со такви места. Некако како градов, место да идеме напред како сите метрополи, ние стагнираме и одиме се поназад и поназад. Па тука малце ќе те вратам, па после ќе ми кажеш и зашто е тоа така. Каде скачаше Бојан во средна школа? На кој место се сеќаваш? Поминало доста време, ама Маната, Мусандра, Чивас, не знам, Фалко, се зборами помали и поголеми места. Го имавме Ахака рекорд. Елемент, Ахак. Па Биту се отвори на площадски, ќе те посетам. Тоа за мене беше малце покасно тоа. Кој, како се викаше, Метропол, журки, техножурки имаше. Да, у Метропол имаше МКЦ, беше место каде што одредени рап артисти, хип-хоп, правеа свирки, рок групи. Да, чуевме кај да одиме. Скопје беше живо, ја знам, во градски парк. Сите, излегуваа луѓе. Да, излегуваа. Градски парк беше место каде што па секој втор викенд на школка имаше некој ивент, нешто се случуваше, сме одели на школка. Па Луна паркот беше место каде што било од најмала возраст не носеле малите, сега на форум таква излага скинери, металци, слично се дружеа. Да, нели од една страна беше кај Гоце раперите, кај школка беа скинерите, подоле беа панкерите. Сега некако прошете се во 10 часот во градски парк, тоа е мртво. Значи буквално не функционира нешто. Кој е крив според тебе? Сега има кафани многу. Да, меѓутоа разлика од порано сега има кафани. Тогаш немаше многу кафани. Немаше тогаш кафани. Добро, имало Скопје, нели секогаш јас поканам гости и постара генерација. Знаеш што стар керемес ги кажуваат. Во мое време, зборам се, мое време, јако имав да речеме, мои средношколски денови околу 2000-та година, немаше многу кафани. Да, сега немаме дискотеки. Буквално имаме 3-4 дупки бирти, ќе ги кажам слободно, каде што има некој се завкусува, нели не се разговара, но има некој тежок турбо фолк правец кој нели не е толку. Меѓутоа немаме урбани места. Лично не имам било тоа, ајде речеме не се разговара. Немаме урбани места за искачање. Кој е виновен за според тебе за овој мрак? Ако земеме пред дека имавме еден градоначалник претходно кој ги затвори си дискотеки и воведе закон да се работи до 12 часот, тоа е Петро Шилегов. Мислам дека тука почна приказката се надоле. Ке ме поправиш ако грешам. Најтазе мене ми е една ситуација која што се повторуваше до пред некој време, па сега као што слушам малце тоа смената. Сакајќи некој да намали дрогата во градов,
и во држава која што очигледно и како има земено големи размери, почнаа да пуштаат вооружени и маскирани специјалци на сред забава. Во и така малкуте клубови и локали кои што ги има во градов, не знам како е по други градови, можам да говорам за Скопје. Замислете наеднаш се забавуваш, се журкаш и влага 50 специјалци со маски со оружје. Да, со маски со оружје. И ја поради X причини не го имам тоа начекано, но имам многу сведоштва кои што кажуваат за тие страшни моменти, за реално кои специјалци многу не гледаме сите секој ден, кои што не сме имале прилика да ги видиме. Но тука би кажал, дрогата не се лови ке тие што ја користат. Другото се лови ке тие што ја дилаат. И тоа не ке тие што ја дилаат, ке тие поголемите. Али јас можам да претпоставам од каде доаѓа силата и моќта и заштитата на вистинските големи дилери во држава. Ако сакаме, тоа може да го спречиме. Не преку ноќ, али за брзо време. Но тоа што се прави во Скопје со специјалците не се криви луѓето. Тие само си работат нормално, но знаете каде од немајкаде кога не се знае што се прави, се постапува како било колку да се покаже дека нешто се прави. Иако со тоа не се прави. И до каде не донесе тоа да немаме еден темен мрак за буквално за млади, ја тоа го говорев и со Борко Ристевски, вели минеки ми дојде пријател од надвор. Јас немам каде да го однесам освен да не е во некоја дупка таму не би се ми е срам да го однесам, дека нема некој урбано место кај што може да го осетам. Го имавме горе и нели и етно село, каде што и тоа го затворија. Имавме дискотеки, убави кафичи кај што тие повеќе не работат. Некако политиката направи Скопје да баш да е темна приказката во секој село. Етно село беше прекрасно место. Сум бил таму неколку пати. Значи стварно место каде што и ние, не само странци, и ние бевме воодушевени од убавините на тоа место, каде што на една мала територија можевме да ги видиме сите македонски култури. Да. Од сите градови собрани на едно место. Мијачка куќа, Осоговска куќа. Да, неколку пати сум бил таму и поголем дел од луѓето, посетителите беа странци. Сега таму последно што знаме дека местото се користи за прием и рехабилитација на странци. Да, страшно. Ако пак тоа го кажав и во најавата, мислевме дека ете Скопје според многумина од она што јас може да го констатираме со моите гости, гледав имав и генерацијски постари од нас, луѓе кои биле основоположници на нокните клубови, како Шотаровски Шоте, како Саич, како Сани Богдановска, првата манекенка во Скопје. Со нив се зборев ако приказката тргна надоле по назначувањето на Петре Шелегов, може би градоначалникот пред тоа. Некако очекувавме од Даниел Артуска дека и поверувавме во таа програма за модерно Скопје. Меѓутоа се случи да и после 2 години по нејзиниот по нејзиното назначување на градоначалник, по победата на нејзина, не гледаме дека нешто на добро иде во градов. Па тука ме интересира баш и твоето мнение, што ти си човекот кој доаѓа од улица, се среќа секојдневно со многу луѓе. Разочаран ли си на вистина луѓе од Артуска? Разочарен на секој чекор. Па затоа ја нема градоначалничката на улица. Ја нема бидејќи треба да се соочи со ветувањата кои што ги дала, додека заедно одевме на улица и убедувавме луѓе да гласаат за неа. Бидејќи таа програма не само што ја поддржавме, туку генерално и ние учествувавме, бидејќи ВМРО ДПМН преку својата организација раширена на секаде низ земјава, кога разговараме за Арсовска, може да кажеме за Скопје, точно можевме да ги утврдиме потребите и проблемите на скопјани. Така и создадена таа програма. Факт е дека градоначалничката излезе од концептот и од договорот кој што го имаше со ВМРО ДПМН и поддршката врз која што се засноваше на принципи со градоначалничката, односно спроведување на тоа што беше во програмата. Но бидејќи почна да интересираат само се друго освен интересите на граѓаните и спроведувањето на таа програма, затоа се разидовме едноставно. Најшто ние се разидовме. Друг ја прифати. Не знам дали сте ја гледале последната седница на Совет на град Скопје, мада и претходно. Тоа неколку месеци, на предходните седници на Совет на град Скопје, СДСМ
Левица, ДУИ, глумеа дека се спротивставуваат на некои од политиките, одлуките, сега на што е административно на Совет на град Скопје, ама на крај некако се погодува и успеваат да ги изгласаат заеднички работите. Беше договорка. Да, не зборуваме за оние работи што се очигледно јасни дека се во интерес на Скопјани. Тоа што е во интерес на Скопјани кога треба да се прави улица или каков било друг проект меѓуопштински соработки каде што градот дава пари во општините, да, тоа што градоначалничката да кажува дека таа што прави, не е така. Доноците на граѓаните кои што преку општините идат во градот Скопје се враќаат назад на граѓаните, така да тие не се пари на град Скопје и на Арсовска, туку се пари на граѓаните кои што се враќаат таму. На последната седница на град Скопје беше очигледно дека тие веќе се поддржуваат и во говорите, во настапите што ги имаат во град Скопје. И гласањата исто го покажуваат тоа. Друг доказ за тоа е поставувањето на директор на јавното сообраќајно предпријатие, кадар на СДСМ. Друг факт за тоа е продолжувањето на договори на директори на средни училишта кои што се кадри на СДСМ, поставени од претходниот градоначалник Шилегов, мислам дека беа 5 на број кадри од СДСМ кои што градоначалничката Арсовска им ги продолжи договорите. Па сега кога веќе ги отвараме картите, се оди против волјата на народот кој ја избра. Значи ние Скопје ние избравме нејзе. Поддржа градоначалник кој го направи победник. Значи ВМРО ДПМН донесе победник градоначалник. Сега ние не консултиравме доктор кој што може да ја процени потенцијалната здравствена психофизичка состојба на Арсовска. Тоа што се случи понатаму со неа и незините лукративни интереси и кој зашто ја уценил и ја договорил да работи така како што работи, а за тоа ќе покаже времето во наредните години. Затоа имаме институции кои што во моментов не се функционални, но ќе станат функционални, се надевам, следната година, согласно резултатите од анкетите. Ќе се покаже што точно работела Арсовска и незиниот тим кој што е околу неа и кој што е над неа. Така, затоа што приказнава и нашиот проект е за Скопје, ќе анализираме малку уште малку внимание ќе дадеме на Арсовска, потоа ќе се посветиме на поубави работи, но најпрво ќе направиме кратка пауза, ги спочитуваме нашите спонзори, па се враќаме повторно во студиото. Добро, се враќаме почитувани слушатели во студиото на Радио Лидер, каде што разговараме со мојот гостин Бојан Христоски, председател на градскиот комитет на ВМРО ДПМН за Скопје. Разговараме за тоа колку е темна приказката во нашиот град и колку имавме очекувања од градоначалничката, но ајде да се надеваме, Бојан, дека нешто ќе се промени на подобро, иако нема такви сигнали дека нешто може да иде напред. Сведоци сме дека она буквално све потонува. Скопјани се нервозни, заборавија народот се смее по улици. Буквално. Се што може, бајпасираме неспособноста на градоначалничката со квалитетната и динамична работа на 5 градоначалници во Скопје. Да. Аеродром, Кисела вода, Бутел, Ѓорче Петров и Газибава. Тие 5 градоначалници секојдневно во наводници се борат меѓу себе на културен надпревар има, не знам дали тоа го забележува многу народ, кој повеќе ќе направи. Тоа до сега во Скопје не е видено. Значи буквално може да се види и на нивните социјални мрежи, на веб страните на општините, дека секојдневно се стават цевки за вода, места кај што немале вода за пиење се става бек, што срамота би рекол во 21 век што претходно некој не го направил тоа. Бекатон, асфалтирање, не знам, шахти, пазарчиња, изградба на нови училишта, најави, отварање спортски сали, што видов дека скверови, сега во аеродром веќе ќе се прави позади Капитол исти таков плоштад како што е направен позади Бисер. Утре ќе се отпочне со градба на спортски комплекс, мислам, со парк во Лисиче, во општина Аеродром. Така да се прави. Сега, лошо е што се поделени територијално и ингеренциите на градот и на општините, но се што може да се направи без град Скопје, градоначалниците го прават. Да, и народот го препознава тоа. Гледам дека колку кога ќе објават наши градоначалници, ќе кажем скопски градоначалници некои, дека нешто се прави, одма е поздравено со низе коментари на социјални мрежи,
а мене ме запрепасти баш се смеев со еден исто статус, ќе спомнам пак новинарка Јорданка Ивановска Јоси, има извадено податок од Facebook кој вели дека на нејзиниот Facebook профил 58% се лажни профили купени за да коментираат одоздоле браво градоначалничке, најдобра сте. Ваква градоначалничка чекавме да дојде во Скопје, некои такви коментари и наистина тоа е апсурдно и смешно, но Скопје некој што кажал се урбан народ и го препознаваат фейкот, више не може некој да манипулира со може, ама тоа кратко трае, како викаат на лагата кратки се нозете. Да. Добро почна со приказни градоначалничката. Добро почна со приказни, право почна вистински профили да ја поддржуваат. Браво, правдата ја земаш во своји раце и слично. Почна да станува и да го заменува и министерот Оливер Спарсовски со борба против криминал и корупција и слично, па извади афера за директорчињата со рацете во мед, па како директорот на Водовод направил криминален тендер од 130 милиони евра и некај што испадна, дека се е во ред и дека она го потпише истото тоа кој што тој ќе го направи. Да, и без срам да искочи да каже сгрешивме или беше да каже кај криминал, да. А најавуваше дека против Петре Шилегово кампањата најавуваше дека е со криминални тендери, дека за зоолошка градина се правеле скапи живеалишта, дека ќе поднесе одговорноста. Не видов ни една кривична пријава против некој од поранешните раководни структури на социјалдемократските. Само приказни сте. Да, но народот тоа го препознава и мислам да гледа кој работи, а кој кажува приказни. Да, и затоа мислам дека она баш кој што пишува на социјални медиуми, што често коментираат млади, ќе биде препознаена и ќе остане за жал како градоначалник кој имал еден мандат и ќе биде запаметена како што не оставил ништо позади себе. Токму така. Како најнеспособен градоначалник. Скопје е стар град, стотици години постои, ќе постои уште толку и уште многу повеќе, така да позициите се минливи, но не. Веројатно овие 4 години од мандатот на Скопје ќе останат како црна дамка на лично нејзина и за градот Скопје и ќе се памти. Како што лошите ликови од историјата светска се памтат, како што се памтат добрите, така моите гости баш ќе спомнам Цајо вика кога би била урбана некој го познаваа градов, ќе познаеше вика квалитетот на нас старите Скопјани кои први ги донесовме дискотеките и ноќниот живот. Ама вика кај ја поддржавте? И тука можеби нели дел вината на што се направи таква поддршка, но коментарите се го издржавме Шилегов, ќе издржиме и Данела, ама следниот пат ќе донесеме човек кој навистина ќе знае да направи нешто со Скопје и верувам дека ќе биде така. Човечки да се сгреши. Да, но ајде да не ги даваме премногу. Значи мислам дека ќе се стави, има 2 години, нека покаже дека навистина треба да се оправда таа плата од 2000 евра која зима и нека направи нешто за подобро Скопје и за подобро на сите скопјани. Бојан, сакам пак да те прашам околу ти беше избран кога се спомна твоето име во партијата ВМРО ДПМ дека се кандидат за претседател на градскиот комитет, едногласно беше избран на извршниот комитет со одлука дека ти се дава доверба да го водиш тој градски комитет, затоа што си човек кој доаѓа од улица, кој има многу пријатели кои те познаваме буквално сите од градов. Тоа најден, морам да ти кажем да бидем искрен, на голем аплауз на социјалните медиуми, ја ги следам нон-стоп, од луѓе кои не се партиски определени. Се направи тоа отварање на градската канцеларија. Кој се може да дојде во градската канцеларија и уште еднаш сакам да потенцираме оние обични луѓе кои не биле партиски поврзани. Дали се поканети да дојдат и да се запознаат и со Бојан и да побарат и консултации и помош и со представниците на советите, на сограничниците на Скопје, ма се повеќе околу работата сакам на градската канцеларија. Организацијата на партијата во Скопје е составена од 10 општински комитети. Од Саре до Кисела вода, Драчево, Шутово Ризари, Аеродром, Гази Баба, Карпош, Центар и така натаму. 10 комитети. Се тие партиски, општински комитети, кои пак потоа се поделени на многобројни местни комитети, па комитети на избирачки места и слично. Таму е она партиска организација, оператива, која што со години назад и во добрите и во лошите времења на ВМРО ДПМН работела, била активна, рамо до рамо, сите заедно ги поминали промените на претседатели во партии и фракциите кои што се создавале, и оние посилни и овие денес кои што ги има, кои што се човек фракции.
Но градскиот комитет има една друга улога во партијата, а тоа е повеќе би рекол политичка, организацијска или улога на консолидирање на работата на општинските комитети партиски, консолидирање на работата, идеите, проектите на градоначалниците, на ВМРО-ДПМН, на советите, таму каде што имаме наши градоначалници и мнозинство во совет, таму каде што немаме, сослушување, нудење на стручна помош, средби со граѓани, каде што ќе може да ги слушнеме идеите и визиите на скопјани, па така да ја градиме иднината и на Скопје и на општините и слично. Со отварањето на новата канцеларија на градскиот комитет на улица Македонија, тоа е отприлика можам да објаснам измеѓу Плей кафе и Пеко, продавницата за чевли на улица Македонија, во близина на хотелот Бристол, измеѓу Бристол и Мајка Тереза. Таа канцеларија, освен за оние партиски активности на градскиот комитет, е токму наменета и за средби со граѓани. Секој буквално и членови на ВМРО-ДПМ и поддржувачи, но и граѓани кои што се непартиски имаат идеја, имаат проблем за решавање, имаат иницијатива за подобро Скопје, подобра општина, подобра населба, подобро мало. Таа канцеларија е отворена буквално за сите. Браво. Не мора да има никаква причина да каже или да најави проблем, тука едноставно може да дојде, да се напие кафе и да си поразговара, ако му се разговара, или да си поседи да одмори и да си замине кога сака. Значи тоа е како едно собиралиште каде што кафето не е 80 денари, каде што може секој да дојде, да се сам, со пријател, со семејство, па дури тука би споменал, бидејќи ти си нели повеќе упатен во околу работија со миленичињава, со кучиња, со мачиња и слично. Канцеларијата дури и pet friendly, отворена за домашни миленици. Може да се дојде внатре дури со куче, може да има тањери специјални за да може кучето да се напие вода, да јаде нешто и слично. Знаеш како, имаме печаток и однос што сум постојано во секојдневие опкружени со луѓе кои дали се партиски, дали не се, повеќе контактираме и со луѓе кои до сега не ги интересира во политика, велат ова е за прв пат да бидеме ние блиску до политичарите. И навиваат и поздравено е Сопус, велат супер, јас можам да го видам пример, ќе го видам господинот Тимчо или ќе го видам господинот Бобан од Газибаба, имам проблем во Газибаба, сакам да ме сослуша. И мислам дека ова е за прв пат нека политичка партија во центарот на Скопје да отвори и политичарите да бидат многу поблиску до народ. Да, градскиот комитет сега со оваа акција има улога на прозор или ехо на скопјани. Преку нас ние обезбедуваме и овозможуваме контакт со нашите избрани функционери. Ќе посочиме еден пример. Претходната недела имавме 3 дена во кои што наши функционери беа во штабот, со претходно најавено присуство во штабот и граѓаните имаа можност и искористија таа можност во голем број да се сретнат со избраните функционери. Во понеделникот имавме советници од општина Аеродром во канцеларијата во центар. Во вторникот ни беа двајца пратеници од Собранието на Република Македонија, Бети и Зоран. И во средата ни беше градоначалникот и потпредседател на ВМРО-ДПМН Тимчо Муцунски со претходно најавено време, како што спомнав. И имаше прилично добар интерес за средби со истите. И има една друга поента, а тоа е дека нашите функционери кои што ние сме ги гласале, ние сме ги избрале и токму од нас им доаѓа и силата, моќта и ингеренциите за работа и бидејќи од нас ги црпат и идеите. Пошто сите сме ние граѓани кои што сме гласале, без разлика што тие потекнуваат и се поддржани од ВМРО-ДПМН, сепак граѓани и кои што не се од ВМРО-ДПМН гласале за нив. Идејата што е? Нашите функционери имаат отворени денови за граѓани. Дали комуницираат и електронски, и телефонски, прават и состаноци, идат по мала, идат по улици, идат по местни урбани заедници, но не секогаш сите граѓани може да стигнат до нив. Зашто? До технички причини, бидејќи некои се на работа. Од 8 до 4, од 9 до 5. Работат во центар. Градоначалниците, советниците, пратениците си имаат свој ред на работни активности и
можеби некои од технички причини веќе на работа не може да се врати дома, кој ќе се врати дома општината е веќе затворена. Иако има можности, граначалниците го возможуваат тој после работно време, искористивме оваа можност да во времето на пауза, за време, нели, 10, 10 по 12, 12 по истично, да може токму таму, наместо да пие кафе во, не знам, во Тренд, во центар, да дојде во канцеларија да пие кафе со Тимчо Муцунски или со Дејан Митевски, председател на Совет во општина. Што е многу добро, затоа што никогаш ја не се сеќам дека порано, јас говорам за мене, можеби грешам, не знам, јас сум немал на пример прилика се сретам со, ајде да кажам, мојот градоначалник во општина кај што сум живеел, да можам да го видам и да му предложам некоја идеја. И тоа не во работна просторија. Да. Туку и не на закажан сострана, него да видам чиста лабава, онака сакам да си направам муав да побарам чисто консултација, да се советувам нешто, да ми помогне. Скопски урбани простории. Внатре немаме знамења на ВМРО ДПМН кои што се веат. Внатре има една пријатна атмосфера со слики од старо Скопје, слики од модерно Скопје. Буквално чувство као да си во некое кафуле и можеш спонтано, непосредно да разговараш со функционер. Следната недела во план ни е во четврток да биде градоначалникот на Газибава, Богдан Стефковски. Во среда ни се ќе бидат таму Гордана Силјановска Давкова и мислам дека пратеничката Велика од Центар. А во вторник би требало, али ќе го најдеме, да бидат советниците од општина Газибава. Кажи ми, Бојан, каде може, еве, например, да се информираат скопјани, кои денови, каде го правите овој распоред, каде го објавувате, чисто нели да се имаат они во предвид кога може да го видат Тимчо, кога може да го видат Бобан Газибава, Орсе Кисела вода. Каде ги објавувате овие ивенти? Сите кои што имаат интерес да ги следат ивентите или сите настани активности на градскиот комитет на ВМРО ДПМН, тоа може да го направат со заследување на Facebook и Instagram страната на градскиот комитет, како што и е името на тој комитет. На Facebook Градски комитет Скопје, на Instagram Градски комитет Скопје. Таму навремено објавуваме најави за сите наши активности, а потоа и као кратки извештаи или што точно се случило на тие средби. Да, ова е, значи, баш за поздравување, јас ќе ти ги пренесам поздравите и идат навистина од голема полус од сите оние неутрални, непартиски луѓе кои сакаат на некој начин да ги запознаат градоначалниците затоа што препознаваат нивната работа, па и пратениците кои макотрпно се борат во овој тежок период, нели, кој е на политички план, така да Стефан, немаме што да се криеме. Тоа што е ветано во предизборната програма, тоа и се реализира секојдневно. Политичарите близко до народот. На почеток сме, а веќе се реализирани голем процент од програмите на нашите градоначалници и нормално советите кои што ја даваат поддршката и на нашите пратеници кои што ги гласавме за конкретната програма со која што ВМРО ДПМН излезе на последните парламентарни избори. Така да немаме што да се криеме или да се плачеме. Затоа секогаш сме помеѓу народот, тука сме до скоро или мислам дека се уште активна и акцијата заедно со народот. Сега веќе почнува и нова акција на ВМРО ДПМН која што стартува од задутре, сабота, а тоа е акцијата Ова е Македонија за сите, која што ќе опфаќа 12 граѓански собери низ државата и дополнително вкупно 19 тима од вкупно 200 луѓе од ВМРО ДПМН, функционери избрани и партиски функционери и членови, кои што ќе во плане да посетиме, ја ќе бидам дел од тимот во Скопскиот регион, да посетиме вкупно 700 населени места во државата. Тоа е супер. Значи, не се криеме од ништо, тука сме, тоа што сме го ветиле, тоа го реализиравме, тоа го реализираме и со овие посети сакаме да стигнеме до секој наш сограѓанин, да ги слушнеме маките, идеите, што сме ветиле, тоа сме направиле, да ги слушнеме проблемите и идеите дополнително за да составиме и соодветна програма полека, не пред избори како што тоа го прави СДСМ или сега ова драма што се прави со
со црвените елеци. Со црвените елеци, да. На никој не му јасно. Со скапите На никој не црвени. му јасно зашто тоа го прават и што е поентата. Мада говорат сликите на нивните настани, на пример дека дури премиер и министер и нивни директори користејќи цела сила, моќ, пари и влијание кое што им ја дава извршната власт, одат на терен, не може да соберат 30 луѓе, а ние на едно обично отварање на канцеларија на градски комитет на улица Македонија, буквално ја искрено не очекував, изненаден бев, ја преполнивме, ја затворивме улицата со 400-500 луѓе. Имавме и интересни гости кои што веројатно ги заинтригира што е тоа што се случува на улица Македонија. Па си дојдов. Не, зборувам за гости само кои што не наблюдуваа од страна. И тоа го имат. Да, го имаш и тоа, да. Ако нека гледа, тоа е. Само не знам дали беше поента тоа е убаво, нека гледаат што се случува. Да видат или да извршат притисок, бидејќи на отварањето на градскиот комитет, на канцеларијата, имаше и присуство на многу луѓе кои што се стварно непартиски, кои што ја дојдоа да ја поздрават нашата иницијатива за отвореност према граѓаните. Имаше луѓе од бизнис секторот и мислам дека тие им беа таргет, бидејќи во околината на канцеларијата имавме, пример го имавме како наблюдуваш директорот на пазарниот инспекторат, кој што го следеше будно целиот настан. И не знам која беше поентата и целта на присуството на директорот од СДСМ на пазарниот инспекторат, дали долови некој бизнисмен, па да пратат некоја дополнителна инспекција како што тоа го прават во изминатиот период, каде што на пример кога прави ВМРО ДПМН една обична забава за млади во некој од дискотеките и локалите, ајде да кажам во Скопје и во други градови, после тоа ги затвараат, им праќаат тенденциозно инспекции, им измислуваат работи и се соочуваат газдите со санкции. Замислете, имаш локал, дискотека, кафана, ти доаѓа политичка партија, ти плаќа пијачки, правиш забава и утре тоа ти доаѓа власта и те затвора 15 дена. Тоа само се, се не страфи, тоа го прават од супстен страф. Јас немам друга дефиниција за тоа. Знаете како е. Човекот што се дави, повлекува и други. И падот на СДСМ и ДУИ нема да биде лесен. Тоа сите го знаеме. Знаеме дека ќе проба да се брана со сите средства и сили, но народ кој ќе те замрази ради тоа што го правиш, едноставно нема спас од тоа. Што сакаат може да прават, народ никој не победил. Да, кога те најавив на социјалните мрежи дека ќе ми бидеш гостин денеска, ми стигна околу, чинам дека 14 или 15 пораки на Facebook и едно прашање мора да ти го пустам од една госпоѓа која вели, праша го Бојан од каде црпи оваа енергија за да може да биде толку активен на секој поли, да биде постојано меѓу народот. Па од каде? Првенствено би кажал, таков ми е карактерот, таков сум како човек, посебно кога ме инспирира некоја работа, кога некој ќе ти даде доверба, ќе ти даде можност да направиш нешто. По случајов таа доверба ја добив од председателот Христијан Мицковски и од извршниот комитет на партијата, за конечно да направам нешто кое што знам дека можам да го направам, но во исто време ја црпам од семејството. Имам две мали дечиња, имам сопруга, имам семејство, имам пријатели и иако порано планирав да ја напуштам држава, веќе некој време не планирам да останам да живеам тука и моите две деца да живеат во оваа држава и сакам да придонесам, може би малце, може би повеќе, ама сакам да придонесам да моите две деца живеат во држава која што ќе биде достоинствена за живот. Знаете дека младите кои што многу бегаат, па не само младите, туку и постари кои што бегаат од држава, во поголем дел не бегаат за подобар живот финансиски, туку бегаат зашто им смета ова што се случува тука. Гледаме како луѓе за украдени 10 кебапи лежат затвор, а во исто време гледаме како премиерот Артан Груби и неговиот заменик премиер Димитар Ковачевски за уште не отпочнат автопат, за некакви подготовки кои што ги нема никаде, веќе исплатија околу 130 милиони
евра наши пари, јавни пари, преку договор кој што никој го нема видено, го кријат од народот, го кријат од новинарите, го кријат од претениците, па дури го кријат и од нивните. И од самите се. Да. Не знам кој има, веројатно 20-тројца го знаат тој договор. И уште едно прашање, затоа што доаѓаме некаде до крајот на нашата емисија, од мај морам да го поздравиме како представник Чичко Павле кој вели поздравил господин Христовски и праша го дали има излез од вика дали гледаме вика светлина во тунелот од ова црнило кое е со градов Скопје вика и со Македонија. Јас гледам да не гледам светлина на крајот на тунелот, не би се нафатил на оваа работа. Или би се нафатил и би бил така половично активен, но гледам има ВМРО ДПМН е партија која што има раскрстано со некои негативности од минатото, со нови сили, со нови кадри, со нови кадри, односно стари партиски кадри кои што немале можност во минатото да се покажат, да се докажат и да помогнат на партијата и на државата. Тераме напред, сигурен сум дека ќе успееме, тоа го говорат и анкетите. Тоа анкетите се резултат на партиската политика, но и на тоа кое што го ветивме како политичка партија преку програмите на градоначалниците и народот види дека тоа што се ветува, тоа се прави. Впрочем, тоа е и концептот на ВМРО ДПМН и години назад. Тоа што ќе се вети, тоа се прави. Празни ветувања ние не правиме, како што прави СДСМ. Бесплатно здравство во Европа, например. Ништо од тоа не. А наместо бесплатно здравство во Европа, добивме ситуација да болните од цистична фиброза немаат лекови, да не умираат луѓе по болниците, да не може да се стигне до доктор, да им вадат органи, да нема одговорност за нив. И добивме да се радуваме дека имало леп во продавниците, ако се сеќавате. Да, тоа беше леп во продавниците. Да се радуваме дека се замрзнала цената, а при тоа таа цена е повисока од пред 5 години, можеби дупло, а плативе се исти оставени. Стигнавме за тоа да се радуваме. Така, Бојан, ти благодарам многу што беше дел од Скопје урбана приказки, иако емисија е само за Скопје, израчиме во моментов на територија на Скопје, кажавме многу јаки мисли, многу споделивме на политички план она што е реалност и дека е темна приказна и во градов и општо во држава, можеби малце овој четврток ја исполитизиравме емисијава, но мислам дека е тоа како потребно некаде каде што ќе можеме во некој медиум без цензура, а токму мојот проект е таков, да можеме да ги пофалиме сите места кај што сите убави работи кои треба се пофалат, а без перде да ги средикуваме оние кои стварно треба да се средикуваат без разлика тоа дали на некој му пречи или пак не. Ти благодарам што беше дел од Скопје урбана приказка, наистина ми беше голема чест што те имав во емисија. Ти посакувам многу успех со градскиот комитет. Не сум мислам 100% сум сигурен дека ќе успее целиот проект затоа што сум некој начин дел инволвиран, јас сам бил во него. Навиваат скопјани за тебе, скопјани го препознаваат квалитетот и скопјани ќе го посетат градскиот комитет, тоа те убедувам и после оваа емисија очекува наплив на луѓе кои ќе сакаат да те видат таму. Благодарам Стефан, благодарам за поканата, одличен концептов, само продолжи понатаму. Се надевам дека државата во наредните години ќе се среди на ниво да кој ќе дојдеме вака и разговараме за Скопје, не зборуваме за политика, туку ќе зборуваме за некои нормални скопски теми, пошто државата ќе не биде кој што кажав, сакам да зборам зубави работи, Бојана, ама ги нема. Сакам да зборам дека ќе има концерт, дека ќе можам да отидам на концерт нема. Сакам да идам на Вардар намерно го дава во втора лига. Све што можеше да се уништи, буквално се уништи. Немаме да што да збориме зубави работи, затоа имам темна е приказката и така ја започнувам секоја емисија. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од Скопје урбана приказка. А на вас, почитувани слушатели, се надевам и гледачи, се надевам дека успеавме со Бојан Христовски во овие 60 минути да го задржиме вашето внимание. Отворивме многу интересни теми. Бојан кажа некои работи наистина што се вредни, што треба да се слушнат. Споделете оваа емисија, споделете го овој линк за да се слушне гласот, да се чуе вистината, а Скопје урбана приказки понатаму ќе стои на страната на правдината. Ве поздравувам од студиото на Радио Лидер, ви посакувам пријатна вечер и следно гледање веќе наредни до четврток со специјален гостина. Можам да ви напоменам дека не чека една спортска легенда, Вардарова икона. Така да нека ве заинтересира за која, а нареден четврток 20 часот се гледаме повторно. Убава вечер.